Темнина, така се карактеризира животот на слепите лица. Денес се одбележува Светскиот ден на слепите лица. Во Штипското здружение на слепи лица има 105 членови од Штип, Радовиш, Пробиштип, Карбинци и Конче, кои веќе ги користат бенефитите од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална дава апарати за мерење на шекер во крвта, за мерење на крвниот притисок. Тоа се звучни апарати, различни од оние секојдневните, бидејќи слепите не можат да читат, не можат да гледат и слушат говорни програми. Така да имаме и говорни компјутери, имаме и говорни CD-на. Исто се што е звучно, што можат да го пратат и да го разбират, користат такви помагала. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија апелира да се укинат сите облици на дискриминација кон слепите лица и да им се овозможи пристап до едукација, вработување и екзистенција. Од сојузот исто така бараат патеки или тротоари со означени коцки за движење на слепите лица, поставување звучни семафори низ целата држава, звучни банкомати и пристапност до електронско банкарство, како и подготовка на предлог закон за самостојно движење на слепи лица со куче водич, кое покрај белиот стап би им овозможило полесно движење на овие лица. Од Сдруженијето на слепи лица во Штип пак бараат говорни програми за олеснување на нивното секојдневие. Ни треба, ете како во Штип, во овие помали градови, говорни програми. Например, има сообраќајни говорни програми, како што се семафорите. Ние немаме говорни семафори тука во Штип. Имаме патики направено за слепи лица. Ние немаме изградено паркиралишта, немаме изградено за слепи лица толку паркиралишта. Тоа е работа на локалната самоуправа и на градоначалниците по општини. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија е формиран во 1946 година и е единствен легитимен представник на повеќе од 2500 слепи и слабовидни лица од целата територија на државата.